Добре дојде во студио за двајца адвокати. Тортевски е всушност и советник на СЈО, Александар Тортевски, Звонко Давидовиќ. Најпрво говориме за денешната пресконференција на СЈО. Има две обвиненија, како што објавија. Првото, уништување на класифициран материјал, односно информации, доказен материјал, освен тоа за неовластено прислушкување. И сега, првото прашање што интересира јавноста, и вас да ја прашам, прво, зошто не се објавени имињата на обвинетите или барем нивни иницијали? Тоа е одлука што ја донесе СЈО и треба да се почитува. Веројатно имаат оправдување зошто е така. За мене ќе беше во ред иако ги објавеа иницијалите на обвинетите, меѓутоа тие одлучија дека заради заштита на личноста и почитување на презумпцијата на невиност, дека не треба да ги објавуваат обвинетите, макар што... Но имаат право да ги имаат право иницијалите да ги објават, тоа би било коректно. Инаку, ако видите вие... Тие не се осомничени, туку се сега се обвинети. веќе обвинети, од денес се обвинети. Инаку, ако видите вие претходната пракса, имавме случаи кога камери директно ликот им го пренесуваше, како ги носат со лисици на суд, како ги влечат и сето тоа, меѓутоа СЈО е нешто друго. СЈО е институција која што се надевам дека ќе покаже како во секој случај во иднина треба да се однесува обвинителството спрема обвинетите. И се надевам дека тој висок стандард на почитување на личноста на обвинетите ќе биде применуван во сите идни случаи. Добро. Но можеле да објават иницијалите, мислам дека може. Дека можеле и да ја задоволат јавноста, која очекува... Сега треба да нагаѓа сега кои се што се, меѓутоа така одлучија и веројатно дека овие прашања треба таму да ги поставувате повеќе. Да. Добро, ајде околу штетите. Какви штети се направени ако се уништени класифицирани документи, информации или пак материјали за незаконско прислушкување? Огромни. Токму затоа се формираше специјалното јавно обвинителство за да ги расчисти сите тие дилеми, да утврди дали постојат кривични дела и на кој начин се сторени. Ние излезе опозицијата со бомбите и докажа и покажа дека имало прислушкувани луѓе, високи партиски функционери, можеби и други луѓе, ние не знаеме, не сме ги слушнале сите. Начинот на кој е тоа сторено мора да се утврди. Ако ги уништувате тие информации, многу тешко ќе дојдете до вистината кој што и зошто го вршил прислушкувањето. Така да еден од основните причини за постоење на СЈО е токму тоа. Добро. И добро е што се зафатија со ова кривично дело и подигна обвинение за истото. Но можно е да многу можно и веројатно е всушност да има бекап на овие документи и информации некаде на друго место тие да се достапни. Можно е, али можно, сосема можно, меѓутоа лично не верувам. Мислам дека толку им се горливи тие документи, целосно се уништени. Мислам дека се никаков трак нема. Мислам дека се потрудиле да ги уништат комплетно, па видовте каква била упорноста во однос на уништувањето на опремата. Еднаш е змечена во преса, а подосна е однесена во дробилица. Да. Значи, практично и за документите е употребено истото. Многу веројатно. Значи, гледате дека е со запалување, со палење, како што денеска кажа дека се палени документите на одредена локација за да не може да остане траг. Но можно ли е да не знаеле Мијалков, Груевски, Јанкуловска дека се уништувани овие докази? Тоа се сега само предпоставки. Се разбира, говориме за предпоставки. Вака, едно да знаете, без да заоѓам во тоа дали е Јанкуловска, Груевски или било кој, значи било кој функционер. Али буквално било кој дали функционер. Дали на своја рака може началникот на УБК да за кој се говори дека е без оглед, човекот кој го извршил делото? Може да се случи такво нешто. Неспорно. Но повторно има вина кај одговорниот, кај главниот на министерството. Зошто мислите на Јанкуловска? На Јанкуловска. Добро. Зошто не успоставила такви механизми за да може тоа да го спречи. Да нема такво самоволие за толку многу битни информации, материјали, апаратури и се тоа. И за тоа е потребно да се одговара? Нормално. Вие како министер, без оглед за кој министер се работи, е одговорен за својот ресор. И не е одговорен само ако стори нешто, него е одговорен и ако не сторил нешто што требал да го стори за да обезбеди правилна примена на закон и несторување на кривични дела во рамки на неговиот сектор.
Затоа сте министер. Добро. Многу од обвинетите или осомничените се подпираат на бомбите. Денеска разговарав со еден од обвинетите во овие дела, не го спомнувам неговото име, заради тоа што се уште не сме усогласени дали треба да се објави овој разговор, но се подпираат, велам, на бомбите. Велат дека такви бомби не се објавени, свесни се можеби дека не воделе разговори кои докажуваат некакво кривично дело. И дали забораваат, значи сега прашувам, дали забораваат дека е можно да има сведоци за кривични дела. Апсолутно. Дека можно е да има документи. Па, апсолутно, дека се ово ниедна постапка не тргнува само врз основа на бомбата. Тие се И апсолутно, поидовна точка. Тие се поидовна точка. Со носењето на законот, тие мора да бидат поидовна точка, бидејќи законот во самиот наслов свој наведува дека специјалното јавно обвинителство се формира за да ги истражи кривични дела кои што произлегуваат или се поврзани со незаконски прислушкуваните материјали. Добро. И тие се поидовна основа, сериозна, меѓутоа за таа сериозна поидовна основа да се преточи во обвинителен акт или предлог во обвинение, мора да биде подкрепено со други докази и во сите случаи се оди да се најдат други докази и да се утврдува конкретна вина и конкретни докази што тоа го подкрепуваат. Или апсолутно, апсолутно. И токму во овој контекст се бара законот да биде изгласен во собрание кој се однесува на заштитените сведоци и се разбира дека тој не влегува воопшто во процедура. Велам се разбира заради тоа што претпоставам дека постојат притисоци од страна функционери. Тоа е голем проблем. Зошто? Затоа што се работи за исклучително тешки кривични дела, но исклучително битни и влијателни луѓе. И вие сега треба да на сведоците кои ќе се одважат да посведочат за определени действија кои представуваат кривично дело и утре и да се појават на судење, треба да им гарантирате определена заштита. СЈО во рамки на постоечката законска регулатива не е во состојба тоа да го направи, а не е во состојба од неколку причини. Собранието него изгласа законот, едноставно се бега од сето тоа. Она што сакам да го потенцирам, токму за за загрозување на заштитен сведок одговараше новинарот Томче Кежаровски, кој впрочем го раскринка лажниот заштитен сведок кој кажа дека е теран од МВР и од обвинителството да сведочи лажно. Дека е лажен. И 5 години понастано Томче Кежаровски беше осуден и издржуваше казна, беше многу долго време во притвор. А овде не можете, политичката волја беше на сите политички чинители битни да се формира специјалното јавно обвинителство со сите можни ингеренции и права за да ги истражат она што колегата го кажа, сите кривични дела кои произлегуваат од прислушкуваниот материјал. Арно, ама не им го обезбедувате тоа, на милион начини имаат обструкции, еден од големите проблеми е токму и ова. Добро. И знаете што, клучно прашање, што ќе им гарантира на идните заштитни сведоци да биде да излезе постапка во парламентот да биде изгласан и тој изгласан тој закон, што ќе им гарантира дека нема да бидат идниот Коста Крпач? Па, тоа е многу сериозен програма, тоа е програма многу сериозна. Програмата за заштита на сведоци, Македонија има сериозни проблеми сама да ја создаде. Заради тоа што сме премала држава во која што сите се знаеме. Значи, програмата за заштита на сведоци добро функционира во една Америка, каде што цело семејство се преселува на другиот брег, добива лажен идентитет. Ние немаме друг брег. Ова е многу мала земја. За жал на Варвар од едната на друга страна. Значи, програмата за заштита на сведоци наша, која би требало да се воспостави, мора да биде заеднички поставена со неколку држави на Европска Унија, за да може да функционира солидно. Добро. Значи, заштитата... И гарантирано ќе биде бегство во друга земја, сакате да кажете. Значи, бегство, да не го речеме, да, ќе може да биде, значи, преселување на одреден период или трајно менување на идентитет, друг идентитет, целосен, и физичкиот изглед и така натаму. Да, значи, и сериозна заштита од сите институции. Значи,
било каква комуникација со лице или откривање неговиот идентитет најжестоко се казнува, бидејќи се смета дека тоа е обид за подривање на целокупниот правосуден систем. Затоа што за да се стигне до таа фаза, институциите нормално што работат во еве да земеме во една Америка, значи таму илјадници луѓе работат и институции да откријат еден криминал и они не смеат да дозволат подоцна тоа што го сработиле некој да го пробие и да тоа да не биде санкционирано. Значи и ние треба да создаваме таков систем. За жал во моментов, сега вие можете хипотетички сега да земеме малку да размислуваме како би изгледало ако некој се договори со СЈО, му се даде тој статус и кој тоа треба да го спроведува, кој ќе треба да го чува, значи ќе треба да го чува МВР, ќе треба да го чува јавна безбедност, ќе треба да го чува ДБК. Целосно се во мрежата на власта. Значи, тоа е факт. И сега во ваква поделеност на институциите, сосема е јасно дека СЈО има ограничена можност да се договара со било кого да биде заштитен сведок, заради тоа што нема реална можност да му понуди комплетна заштита, целосна. И затоа е обидот да се издействува тој закон, меѓутоа ќе видиме како ќе поминеме. бидат натерани институциите и функционерите. Сега јас не го знам. Значи не сум го видел предлогот како изгледа и каква е нивната замисла, меѓутоа многу е веројатно дека ќе се обезбедува заштита во странство. Добро. Би било реално да се во моментот да се обезбедува заштита во Тоа ли странство. Тоа ли го спречува СЈО досега поведе 5 случаи. Така. Прв пат имаме обвиненија 2. Тоа ли досега го спречуваше СЈО? Не. Да има докази, во еден дел. документи, можеби, бомби и останати индици, но да нема сведоци. Добро. Сега јас не сум, ве разбирам. Јас сум во една специфична ситуација сега тука, меѓутоа мислам дека тоа во голема мера не го спречуваше, меѓутоа е одредена пречка. Проблем беше аболицијата. Добро. Недоволниот број на обвинители и истражители, персоналот едноставно кој што треба технички да изведе, тоа е огромна работа на вистина. И ова што Но имаат помош и од странство. Да, може да биде само советодавна, немаат Истражители немаат истражители од странство. Добро. Меѓутоа, Има и значи такви тие се информации. тие се лажни информации, тоа ги сервираат дека истражители од странство имаат, немаат. Меѓутоа, значи ова што СЈО го прави ги надминува реално можностите на едно комплетно цело јавно обвинителство наше, на другото. Значи кога би било во ред, кога целиот негов капацитет би бил ставен во овој период во функција да го испитува ова, Добро. и оно ќе се најде во небрано заради тоа што е преобемно. Да. Преголемо е. И сега тие се во постојан цајтнот дека им течат роковите, па аболицијата им одзема практично огромен дел од времето. Претходно не беа екипирани 3-4 месеци подоцна почнаа да работат, простори нема адекватни, значи во голем дел мора да импровизираат. Меѓутоа, еве веќе почнува да резултира, одредени постапки ќе Една од постапките според она што гледаме дека е обвинение за насилството во Центари, наречаното насилство врз градоначалникот Джерновски, и еден од нив е и бившиот премиер Груевски, сега лидер на ВМРО ДПМН. Ќе се одважи ли некој судија, господин Давидович, па подоцна и Тортевски? Многу тешко. Нека објасни заради тоа што бевте прилично оптимист еден период, дека постојат судии кои се храбри. Постојат судии кои што ги спречува тогаш. Постојат судии кои што се квалитетни. За жал во мигот не гледам храбри судии, или тој што се одважил и се охрабрил, многу брзо бил тргнат и сменет. Знаете што се случи со еден од судиите кој определи мерка на предпазливост и беше тргнат. Затоа ние се залагавме многу често за специјално оделение во рамки на тој суд, на кривичниот суд. За жал до сега го нема. Но многу пати сум кажал, не знам и колегата може би ќе се согласи. Без оглед на тоа, обвинителството мора да ја сработи својата работа. Како полека луѓето осознаваат
најверојатно ќе почнат и институциите да осознаваат, а со нив и судиите, дека навистина има или нема докази за определено кривично дело и ќе почнат да размислуваат. Се надеваме барем на што тоа, го темелите овој оптимизам? Затоа што мора да профункционира правната држава, инаку како држава нема да функционираме. Многу пати сме го кажале. Добро. Гледаме дека во последно време полека, малку од малку во некои случаи се менува праксата на судот. Малку, незначително, но почнува нешто да функционира. Ќе видиме како ќе биде во иднина. Да се вратам назад. Она што е околу, рековте, бившиот премиер, јас не знам. Затоа што немаше иницијали, сите претпоставуваме и она што го кажа Тортевски е точно. Сега, затоа што немаше иницијали, се претпоставки, се шпекулации, што не е добро. Обвинителниот акт е јавна исправа и утре ќе биде достапен малте не секому. Може и мињата да се објават, ја мислам дека не преча. Од и ова фаза, нормално, под еден услов дека постои сомневање и тоа обвинителство смета дека тој сторил такво кривично дело. Дали го сторил, судот ќе утврди. Добро. Лошо е кога не ги кажуваме работите до крај, беа критикувани специјално. Со тоа ќе се избегнат шпекулации, можност... Па да нагаѓаме кој и што е. За ден-два веќе ќе се знае. Ја ги разбирам специјалното јавно обвинителство, затоа што многу пати беа критикувани зошто наводно презумпцијата на невиност, затоа што ги соопштувале имињата. Но имињата се доставени до суд во овој случај. Во обвинението мора да стои. Има ли право судот да ги достави до јавноста, да бидат достапни на медиумите и преку тоа и на јавност? Видете, судењето ќе биде јавно. Судењето ќе биде јавно. И пресудата ќе биде јавна. И судот ќе стори битна повреда ако не ја дозволи јавноста во овој случај. Значи, секој граѓанин заинтересиран има право да побара и не смее да биде спречен да присуствува на ова судење. Добро. И а што се однесува до судиите, за нивната одважност, нивната храброст за која споменав дека бевте оптимист, но времето ве демантираше, барем до сега. Се сложувам околу тоа, значи има една сериозна организација во Скопска единица која што ја контролира председателот и тоа е председателот на судот. На судот, да, на судот. Иванов. Не, Иванов не може сам себе да се контролира, не е суд. И значи мислам дека требаше да се изврши контрола на функционирањето на компјутерскиот систем кој што компјутерски ги распоредува предметите кај одреден судија. Значи тој е проект кој што го финансираше USAID и требаше да обезбеди колку толку коректност, практично предметите да ги распоредува компјутер, да нема можност председателот на судот да ги дава кај конкретни суди. Добро. Не знам каков е епилогот на таа контрола, мислам дека се изврши. Тоа што го слушам наводно дека председателот на судот ги распоредувал предметите кај суди каде што тој мисли дека ќе бидат лојални. Не сум сигурен и не можам да го зборувам, меѓутоа таа контрола е многу битно и многу е битно да се инсистира овие предмети сега што ќе стигаат во судот од СЕО да се распоредува, да профункционира системот за компјутерско распоредување на предметите. И да нема хакерство, се разбира, во тој систем, да нема упат. Мислам дека не се нашите хакери. Да, добро. Не знам дали се дораснати тој да го пробијат. Да. Меѓутоа многу е битно тоа. Сега вие двајцата ги познавате добро судиите, знаете ли има ли постои таков судија кој би му доделил евентуален притвор, например, на Груевски? Лесно е во претходна постапка кога се работи за мерки. Релативно е лесно да рече, сметам дека нема потреба од притвор заради тоа што дошол, се јавува, соработувал, не бега, тука е. Да. И ние цел живот како адвокати, јас сум се борел и многу и денес се залагам за многу рестриктивно употребување на притворот. Заради тоа што тој создава многу проблеми. Прво ја преюдицира каква ќе биде пресудата. Второ, на вистина е многу тешка мерка која што ако падне ослободителна пресуда треба многу дебело да се плаќат. На страна што кај нас го искривија и тоа, па се даваат некакви цркавици за надомест на притворот. И денес јас сметам дека тој треба рестриктивно, независно да што
значи Да биде кој употребуван, да биде употребуван. Добро. И во случајот, значи и СЈО трга од со Такви тој став, претпоставки. од такви Да. претпоставки, тоа е нивни став дека сите тие мерки треба многу рестриктивно да се користат и еве денеска не побараа ништо. Да. Не Добро. побараа ниту една мерка. Тоа не значи ако се соочи утре со проблеми, недоаѓања, обструкции и други, дека нема да побара. Меѓутоа, зборот ми беше за судиите. Значи околу мерките му е полесно бидејќи он со околу мерките не носи мериторна одлука. Меѓутоа, кога ќе се соочи со сериозни докази, што се надевам дека ги има во овие постапки, ќе треба да седне и да образложи и пред една сериозна бројка јавност да каже дека носи ослободителна пресуда. Сега му е лесно, тој ја носи во затворена канцеларија, не се соочува со јавноста, подоцна некој ќе го извади со име и презиме дека е тој судијата што одбил притвор, меѓутоа, кога ќе треба да донесе пресуда, тој ќе мора сериозно да ги цени доказите. Потоа, сега во фазата на претходна постапка, одлуките на судиите на претходна постапка ги оценува советот, каде што тоа е еден триаголник, еден тесен круг близок, истиот суд, неколку судии заедно седат, се договараат, има председател од големо влијание и тоа функционира така. Меѓутоа, пресудата која што судијата ќе ја донесе, таа оди на оценка во апелација. Значи, тука веќе се шири кругот на судии кои што таа ќе ја контролираат. Значи, Добро, но тоа е долг процес. да, меѓутоа тоа подсвесно тој ќе го има во предвид дека таа пресуда ќе оди на оценка во апелација, па ќе оди веројатно и на Врховен суд. Многу тешко Значи, ако имаш докази да напишеш дека докази нема. Дека нема. Многу тешко. Треба да се избламирате и како човек и како експерт. Ретко кој судија тоа до Би си толку го би го дозволил? направил. Нормално. Но разочарувачки, да се надевам. добро, Да, за да дел, се надевам. да, разочарувачки за дел од јавноста е дека првото обвинение, велам сепак дека е неофицијално и се однесува на Груевски, дека се однесува токму на нарачени шамари, нарачено насилство врз градоначалникот Джерновски. Зарем нема посериозен? Мислите дека е тоа малку? Мислам дека е тоа Не. дека е тоа Може ли да несериозно дело. образложите? Дека е тоа несериозно дело, дека е мало дело. Добро. Мислам, јас не се сложувам со тоа. Може ли да објасните заради тоа што постојат Добро, и индици значи, неофицијални? навистина ми е- добро. Велам за инволвираност во злоупотреби, криминал, корупција, кои ги слушавме во Добро, помните, но ништо и не е као докажано. Као истражување трае многу подолго. Добро. Тоа ми беше зборот, колега, Да. што ви го почна. Значи, таму имате ситуации каде што кога ќе почнете да отварате еден предмет, тоа се отвара се поголема и поголема јама. Као Пандорина кутија. И сега се поставува прашање каде да пресечете и да оставите нешто што знаете дека било незаконско, дали тука треба да го затворите за да излезете на суд и да презентирате одреден степен, наречеме, на однесување казни во некое, кое што можеби покрива 10 или 20% од вистинското. Дали имате такво право или па должноста ви е да одите да го истражувате до крај. Истражувањето до крај се соочува со потреба од време и се соочува од притисок на јавноста, објективната јавност која што сака разврска. Меѓутоа, вие не можете да излезете и да им кажете на луѓето стрпете се, 70% од предметите ни се готови, меѓутоа уште ни требаат денови, уште ни треба време. Зашто им треба време? Па ова што го зборувате, вие сами кажувате дека има посериозни дела, предпоставувате дека има Се посериозни дела, да. Да. Тие посериозни дела, Добро, прашувам зашто им треба време? тие посериозни дела сакаат многу посериозно докажување. Добро. Доказите се многу често во странство. Доказите се огромна хрпа на документи кои што треба да се проверат. Фиктивни собственици на фирми кои всушност можеби припаѓаат на владени функционери. Да, сега водите сметка, Добро. значи многу е мал бројот на обвинители. Треба некој да отиде во странство, треба да побара институција таму, треба да се обезбеди правна помош. Значи тука за тоа, за да може еден истражител или обвинител да отиде надвор да побара правна помош, треба да оди преку правда. Добро. И сето тоа е врзано за одредени Кола. технички Да, ѓаволски круг всушност. ѓаволски од кој круг нема што го излез. одзима времето, Да. а што ја прави И јавноста потребни им се и заштитни сведоци, и освен исто, тоа. да. А јавноста е нетрпелива и на вистина јас
можам да им честитам дека се носат со тој проблем, не ги интересира, значи, и многу би било лошо ако СЕО влезе во популизам, да се обиде да го задоволува чувството за правда на јавноста. Апетитот за правда. Апетитот за правда. Во ред, тоа е тоа. Да. Значи, СЕО мора да ги истера постапките, да утврди зашто има докази да излезе, зашто нема. Тие обвиненија. Да. Добро е да околу случај. Добро, едно мора да знаете. Ова зашто е подигнато обвинение. Снимките не се само индиција овде, него се дели и од доказниот материјал. Затоа што ако имате нарачка за определено кривично дело или настан, кој подоцна се докажува, се реализира и тоа ви е доказ. И тоа е релативно брзо и релативно полесно да го докажете и да го преточите во обвинение. Да. Оно што го спомнавте има индиции за голем криминал. Што ви го каже колегата, покрај тоа што бара многу време и многу соработка со многу органи, бара и многу од која ќе ги обезбедите. Например, даночно затајување ќе ви треба хрпа и хрпа материјали кои ќе мора подоцна да ги проучите и да ги вештачите. И тоа бара време. Но подигање на ово обвинение, каде што се отворила определена Пандорина кутија, не значи дека и другиот дел од неправото понатаму нема во некое друго обвинение и друго кривично дело да биде преточено. Но оваа власт, како што не завршува овде. Да, како што можеме да заклучиме, не ги уништила сите доказни материјали, Никогаш сите не можете се да уништите. Тоа е, не постои совршено кривично дело, совршен злостар. Нема шанси. Се прашање е дали можете се да докажете. Зашто вие имате сомневање? Али еден дел сигурно ќе докажете ако постојат тие кривични дела. Постојат и докази. Ако се навистина сторени, постојат и докази. Постојат докази. Видете, значи мојот став од секогаш бил, ако нема докази нема дело. Нема дело. Значи тука мора да се независно чија кнедла, кој треба да проголта кнедлата и какви се сознанијата, приватни, интимни, дали има или нема. Значи ако има докази, има дело. Ке се оди на тоа. Ако нема докази, нема дело. Никогаш постојано има критики во јавноста. Она што сакам да го кажам, има луѓе кои што сака некој да биде осуден. Не е точно. Колегата исто кажа преска, ние како адвокати сме многу против притворот. Таму кај што треба. За волја на вистината, специјалното јавно обвинителство многу ретко и малку предложи мерка притвор. Ја не знам у еден случај. Но или у два. Што за разлика од другото обвинителство кое е во секој амблок и амблок се прифаќа. 450 годишно во последните години притвори се побарани и определени. Само во еден случај во 2015 само во еден случај од 400 и нешто, само во еден случај одреден куќен притвор не е притвор. Но она што е битно, ние не сме за тоа некој да биде осуден. Не, ние сме за тоа да се истражат сомневањата, индициите, да се обезбедат докази и да се подигне или не обвинение. Добро, постоја стравување кај малите риби ќе бидат изедени од големите. Всушност дека нема владините високи функционери нема да одговараат. Ако специјалното јавно обвинителство ја врши својата работа, а гледам дека ја врши, ги јаде времето, али ја врши својата работа и многу материјали има и да не се повторувам што го кажем. Се подпирате постојано на СЕО како да не постои суд. Не, вака. Или оптимизмот останува дека судот ќе биде независен. Првата фаза е да се подигне обвинение и да го соджвакаат материјалот. Добро. Па доаѓа онаа фаза која ви кажувавме со колегата, која ќе презентирате голем број на квалитетни докази, против кои не можете да кажете, па ние као адвокати, ова не е доказ. Многу тешко некој судија ќе донесе поинаква одлука. Видете, СЕО треба безпрекорно да заврши неговата работа. Така е. Понатака одлуката е на судот, на совеста на судот, на стручноста и на честноста на судот. Ако судот е толку под влијание... А не знаете дека е толку под влијание. Во ред. Па сега поставате прашање. Добро. Имате дилема. Не сме го тестирале во фаза на одлучување. До сега беше во фаза на определување на мерки за предпазливост. Тука по мене не го положија. Не го положија. Немам што да сега да глумам, не го положија испитот. Зато се двојните аршини и различната пракса. Меѓутоа, ќе видиме во фаза на судење како ќе бидат. Инаку, хипотетички може за сите предмети да донесат ослободителни пресуди. Тоа може и никој тоа не може да им го ускрати тоа право. Меѓутоа, дали тоа ќе биде во согласно со нивната совест,
со стручната Секогаш постои една јавност. човечка димензија Во ред. со која мораме да сметаме. Можеме да предпоставиме. Јас не знам Ново мафијашки со што структурирани тука сакам да држави. почнам. Значи, да, постои таа спрега суди, обвинители и адвокати кои на крај завршуваат сите тие пред суд. Видете, вклучувајќи ги судиите. Не за џабе 22.000 луѓе беа снимани и прислушкувани. Меѓу нив сигурно сите судии. Затоа што излегува разговори каде што некој функционер се налепил кај судија. Значи, веројатно сите судии. И ние не можеме да предпоставиме до каде одат уцените. Многу веројатно дека огромен број судии, например, се уценети со некаква љубовна врска, со некаква друга врска, со нешто трето. Најбенигното е напредувањето и вработување на некој близок од околината. Тоа е најмалата корупција со која што одредени судии се Сака да кажете дека повеќе се преплашени отколку што се опортунисти. Не, али па можно е односно клиенти сега, на оваа власт преку која добивале Сваровски. Символично секојаш се говори за Сваровски. Значи голем дел ја прескокнале. Сите скалила ги прескокнувале. Скалилата ги прескокнувале за да станат за она што се на тие функции, на тоа скалило во судот. Значи, нема никаква дилема дека напредувањето во последните 10 години било исклучиво преку партија. Така е. И таму се земала сериозна обврска. Меѓутоа, подоцна можеби му биле покажани и одредени компрометирачки материјали кога му рекле: "Слушај, ти за тебе имаме и нешто друго." И зошто сега тие би судале против Груевски, би ги заборавиле овие уценувачки сето ова е моменти, значи хипотетика. Добро. Само има и друг дел од приказната. Ако СЈО ги има тие материјали и не ги преслушало и ги преслуша, сигурно ќе постапи во рамки на законот, па најмалку што може да побара и земање на тие суди да не изсудат тие предмети, а можеби и нешто потешко. Зошто би биле доказ тие бомби, тие доказни материјали, би биле доказ за иземање. Доволен доказ се? За иземање, апсолутно. Не може би и за подигање на обвинение, ние шпекулираме се, не знаеме. Али за иземање најмалку. За иземање сигурно. Но имаше еден обид за иземање на судија и тој не влезе во. Тоа нема да поминам. Не? Мислам сега за сега не. Добро, околу случајот Еразмус, вие сте еден од адвокатите, има четворица обвинети, осомничени. Осомничени се, во истрагата заврши, обвинение не е подигнато, 6 професори се и мислам дека еден асистент. Беа, колку што видов, определени 4 обвиненија има. Не, 4 мерки на предпазливост решенија. Тие не се мојот клиент, обвинителот го повлече предлогот за определување на мерка на предпазливост. Вашиот клиент е кој? Не можам по име и по презиме да ви го кажам. Професор е на економски факултет, бидејќи еве и судот не излези обвинителството, не е коректно јас да зборувам, да го кажам неговото име. Но што е суштината кај него? Што се сомничи дека на прикриен агент на МВР, кој се запишал како студент на економски факултет, наместо 5 му пишал 6 и затоа треба да одговара за злоупотреба на службена положба. Но 4 пати тој студент паѓал кај професорот кој ми е клиент. Согласно болонјскиот систем, професорот делува и како педагог, и овој професор се сетил дека и мотивирачки. Така е. И бидејќи се представил студентот како дете на разведени родители, му рекол: "Јас тебе не можам 6 да ти пишам, али ако ја направиш семинарската, избери тебе." Играл на карта сентиментално. Така е. И тук заради тоа му донеси ја ќе прочитам. Не станува збор за мито, за корупција. Дури ни обвинителството не го обвинува за тоа. Го обвинува за 6. За 6. Зошто на испитот добил 5, а овој му дал можност да добие 6 со правење на семинарска. Добро, тоа е смешно обвинение. Смешно е, али човекот е... Не е сериозно пред се. Не е сериозно, али е постапката која се спроведува кон него многу сериозна, каде што може и неговата кариера да биде уништена. Па и не заслужува кариера, ако сакате. Па, не заслужува кариера, заради тоа што за сентименталност не треба да пушта на испит. Не, овде не е сентименталност. Постапил согласно законот, каде што си напишал според болонјскиот систем. Според болонјскиот и такви правници утре, ако направим факултет, сите се сентиментални после 4 пати и затоа ги имаме едно чудо сега во судот, кои се паѓале по 10, по 12, да.
Адвокат не може секој да биде. Не се сложувам со тоа дека Не треба може да- ни секој да биде. Не се сложувам со тоа дека е Да, тој човек чист, едно мора да се сложите. го руши системот. Да, а едно мора Нема да се кривично сложите дело. дека не сторил Кривично дело нема. Не, меѓутоа не треба да биде Така е. проблем. Но морално дело има. Не треба да биде проблем. Но Морално не дело. Добро. Создава една лоша пракса. Добро. Утре ќе почнеме да оценуваме, можеби, зошто фудбалски судија не свирал пенал или не свирал. Зошто судија од 3 години до 10 години дал 6 години. Има А не дискреционо право професора да стави Така е. било која. Не, Не може би има- било која оценка, но преодна сигурно. да. Но прашањето е зошто постои забрана? Сакате И нешто да автономија, кажете? постои автономија на универзитетот. Не може Да. обвинителство да проценува каков бил одговорот на студентот и дали тој студент Имаат, можеби, заслужил видеоснимки? 6 или 5. Видеоснимки за ова не. за ова нема, но околу забраната за извршување на функции на професорите се заштитуваат студентите. се согласувате ли со таа мерка? Не. Во Вие не. конкретниот случај не. Не? Добро, Господин Турк? колегата е бранител и не би требало таму да зборува околу тоа. Ако има сериозни докази дека професори земале мито од студенти, Тоа е веќе друго, да. мислам, јас сум тука жесток приврзаник дека Тоа тие да. никогаш повеќе не треба да бидат нити И јас исто професори кај Шима Добро. и дека треба да им се изрече Има и- и мерка забрана за вршење на функцијата Добро. после казната и мислам дека е таа многу потешка казна отколку ефективен затвор. За мито говориме? Да, Има и да, дело за за мито. сексуални услуги. Уште така? бетер. уште Уште полошо. бетер. Уште Уште полошо. бетер. Уште бетер. Добро. И има и видеозаписи, како што Уште- има информации. Уште бетер. Неофицијални. Значи не можам, не знам, не сум во Добро. предметот, меѓутоа ако обвинителството со чиста совест смета дека професор земал пари за да пушти студент или ако побарал сексуална услуга од студент Тука нема за пардон. за оценка, јас мислам дека тој човек не треба да стапне на факултетот доживотно. Да. А не да му се забрани со мерка сега додека трае постапката, Се согласуваме меѓутоа тука. сето тоа треба да биде докажано и во постапка пред судот Така е. да се Но утврди прво дека е треба да биде навистина докажано. така. Да, Тогаш меѓутоа сега не смее да има забрана за не, извршување функција. Може да Зошто може кога не е докажано? Не, ако Во има ред, сериозни тоа ако има докази, сериозни докази, на пример, еве, Да. ајде земете сега вие дека на пример има сериозни докази дека човекот е мањак кој што тоа го злоупотребува кај студентите. Тој нема да престане ако има кривична постапка. Добро. И дали ние можеме да му дозволиме кривичната постапка може да тегне уште 5 години, он ќе исполни услови за пензија и што после Нема тоа право ние- да ја докажува својата невиност? Има, ќе ја докажува пред суд. Добро, а во Меѓутоа- тоа време му мирува работата. Ќе му И мирува замрзната работниот, да, функција. ќе му мирува, секако, Добро. секако, дури и ќе добива некој надомест на плата во 70 на проценти Добро. и Според така. законот. А ако се докаже дека немал вина во текот на постапката, ќе му биде исплатена оштетата. Добро. Меѓутоа, јас сум жестоко да одговараат тие што навистина, ако се дрзнали, значи не навлегувам во тоа дали има или нема. Меѓутоа, ако навистина има, нема никаква пречка да им се изрече мерка да не комуницираат и да немаат со студенти. Да, верувате Во дека моментот. ова судство во овој случај е независно, непартизирано? Знаете зошто ве прашам? Зошто Знам. тогаш, зошто тогаш на Талевски не му беше забрането вршење на функција, на пример, градоначалник на Битола? Па, А ако имаат знаете, цврсти мислам докази. дека е тоа- Или еве на Заев мислам како дека е- градоначалник на Струмица. Та видиме и Мислам другата дека страна. на Талевски се работи таму за пропуст, за пропуст и мислам дека тоа ќе се исправи. Не знам, меѓутоа се надевам дека ќе се Добро. исправи. Со тоа што тоа фактот што тој подпишува јавни набавки во моментот, Да. тоа го руши целиот концепт на куќниот притвор, заради тоа што произлегува дека тој е само физички оддалечен од општината. Проформа дека е. Ама тој е само Казнет. не е во општина, Да. а е градоначалник Да, од работи дома, работата. работи работата од дома. Што се И нисто тоа- до Заев, како градоначалник на Струмица, истата мерка можеше му биде. Може, не сум против, зашто мислам не треба да, да се смешуваме. прашувам Ако има сериозни докази, Да. значи за криминал, тука обвинителството мора да биде сигурно. Значи треба да стои цврсто зад сопствените наводи, тоа што го тврди и мерките што ги бара. Во случај со Талевски СЈО не е Не, цврсто уведено? Не, се ја бараше притвор таму. Судот не, му одреди притвор, куќен говориме притвор. за извршување на функција. Се ја бараше За тоа притвор. И станува тука е збор. грешката на судот, заради тоа што
За куќен притвор важат одредбите од притвор. Во притвор никој не може да потпишува документи без одобрение на судијата, значи таа норма би морала да се применува и за куќен притвор. Секој документ што Талевски сега го потпишува, на пример, ако е од итна важност, јас се сложувам дека нешто, на пример, итно мора да се потпише, дека треба да се носи на одобрение на судијата. Ние сме имале такви случаи кога сме го молеле судијата да дозволи одреден документ да му се даде на обвинетиот или да го потпише некој полномошно или било што. Добро, Значи, се крши целата суштина на куќниот притвор, заради тоа што ако вие барате куќен притвор и му одредувате притвор, по основ дека може да го повтори делото, а му дозволувате да работи тендери, тогаш вие самите себе си паѓате во уста, самите се негирате себе си. Добро, и последното прашање околу Уставниот суд да го преиспита, односно да се произнесе за уставноста на СЕО и во тоа всушност е и днината на нова земја пред се. Многу сме зборувале околу тоа, што ќе направи Уставниот суд, никој не знае, со оглед на тоа. Не предпоставувате, водејќи се според искуството, нивната практика до сегашно, за жал, што може да направи? Не предпоставувате дека тие нема да се, односно ќе го поништат? Не можеме да предпоставиме, затоа што нашите предпоставки и искуството веќе многу малку важат во ова луда ситуација каде што правото најмалку важи. До сега зборувавме за тоа, но едно сигурно знам, дека ако одлуката на Уставниот суд биде таква да биде прогласено специјалното јавно обвинителство за неуставно, не носи добро никого. Ни на власта, ни на опозицијата, нарочито не на народот. Специјалното јавно обвинителство за мене е формирано за да се утврди она што беше сомневање, да се завршат работите и да почнеме од нула. Со укинување на СЈ тоа нема да го направиме. Добро, партиите имаат тоа врска во рок од 5 дена со пржино 2 да се повторно да се вратат, значи да го усогласат законодавството и да го формираат во рок од 5 дена. И да функционира како ништо да не се случило. Да, тоа е нешто како слично како аболицијата. Значи имаше па нема, па се поништува и така. Ке видиме, значи тоа колегата што го рече, значи нашево лудило е до тој степен големо, на тоа ниво е подигнато да нормален ум не може да предпостави што ќе се случи. Ние се соочуваме со ситуации кои што нормалниот свет не ги видел и нормален човек не поминал низ ова. Вие денеска бевте обвинени дека постои некаков судир на интереси согласно заради тоа што сте адвокат на некој од обвинетите во шпион, вие не сте всушност адвокат, но сте и советник на СЈ. Да, видите, јас кога се нафатив да бидам советник. И заради тоа барате да биде намалена казната на обвинетите. Значи кога се нафатив да бидам советник таму, јас тоа го сватив и го сваќам како долг спрема државата и моите сограѓани и правото и она за кое што сум се образовал и сум се учел цел живот. И таква грешка никогаш не би направил да сум адвокат во случај кој што го води СЈ. Во првиот момент кога СЈ би го земал, доколку би биле. Значи, или би престанал да вршам функцијата советник, или би се откажал од одбраната. Од одбраната да бранам некого. Во овој случај не сум бил во ниеден момент. Тоа прашање го постави новинар носител. Тоа прашање го има подписот на Латас. Меѓутоа, знаете ли, кучињата... Добро, може би биле лошо информирани. Не биле лошо информирани, тоа беше апсолутно сценарио. Новинарот знаеше дека обвинителката Ленче и портпарол на СЈ не може да има во моментот информација кој бил се адвокат во шпион, заради тоа што имаше веројатно таму 30 на адвокати и во моментот не беше во состојба да се спротивстави, бидејќи тој го исфрли како факт. Тортевски е бранител, така настапи. А Ленче не можеше во тој момент да има информација, меѓутоа СЈ за време на пресод реагираше, го отворија предметот, проверија и дадоа на знаење дека јас не сум бранител и успеа за прекрасно чудо да дадат демантира. Да ги демантираат. Меѓутоа, значи јас пак сум убеден дека подписот на тоа прашање и на тоа однесување е на Драган Павлович Латас. А знаете кога кучињата лаат најжестоко? Кога се најуплашени. А од што, господин Тортевски, Латас уплашен? Имате информација? Ке видите, не. Ми предпоставувам. Добро. Ке видите. Добро, јас ви благодарам што бевте гости во студио.